почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте. Ова е Јади Бурек, телевизија Сонце, секој ден од 20 до 22 часот, оди веќе подолго време. Подолго време имаме навистина многу гости во изминатиот период заради актуелната политичка ситуација во Македонија и заради тоа драго ми е што најголемата опозициона партија конечно прифати да гостува во мојата емисија. Гостин вечерва во студиото е Александар Николовски, подпредседател на ВМРО-ДПМН. Господин Николовски, добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер и благодарам на поканата, поздрав до сите кои не гледат. Пред да почнам, морам егото да си го задоволам. Зошто толку време траеше бојкотот спрема мене и мојата емисија? Па, од мене лично немало бојкот. Изминатиот период имав и некои приватни обврски во кои што се договаравме за гостување, тоа ја завршија, па вечерва сум тука. Добро, моја да нела со прстен на рака сум така што. Честито нека ви видовме, благодарејќи на Facebook сите брцаме у туѓиот двор и знаеме што ви се случува. До година на повојница се вика по традиција. Амин, господа, вече ви. Добре дојдовте прв пат во телевизија Сонце. Имате поздрав од мојот газда Ѓорѓе Атанасовски, ова е негова книга. Ви ја подарувам и од сега натаму ќе ми ја подарувам на секој гостин кој ќе дојде и на гледачите. Тоа ми е вака. Благодарам многу. За гостувањата. Почнавте кога се појавите вие на сцена, многу интересно ми беше што отидовте на места на кој просто беше незамисливо дека ВМРО-ДПМН ќе се појави. Се видовте со луѓе и разговаравте, па дури на еден Борјан му се извинивте зошто бил бојкотиран, што у суштина, мислам дека лично он можеби не го заслужува, ама суштински разбирам дека кога не е во ред да има бојкотирање. Ако сакаме демократија, не можеме да ја глумиме со бојкотирање една или друга страна. Моја емисија од друга страна, например, од врвот на ВМРО-ДПМН беше бојкотирана последните 3 или 4 години. Не успеав да сватам зошто. СДСМ ја бојкотира веќе 10 години. Мислам дека од среда веќе ќе биде поинаква ситуацијата. И тоа ми е драго што може да се слушаат различните страни. Се надевам дека и во иднина, после вашето гостување, дека ќе дојдат и други ваши ценети колеги од партијата, каде што го очекувам Мицковски, сигурно дека ќе дојде, имам некои позитивни сигнали. Зошто ве повикав? Само кратко дека доколку ми дозволите. Да, како не, прво ми е задоволство што ме поканивте, благодарам. Сме имале прилика и во минатото еднаш како пратеник сум гостувал, и ова е втор пат. Во однос на гостувањето во медиумите, јас имав и имам личен став кој што е во континуитет од како се занимавам со политика, а тоа е дека политичарите не смеат да прават селекција на медиумите, освен она што се вика жолта штампа, каде што се навлегува во приватниот живот и одатсоени приватни навреди. ВМРО-ДПМН во минатото имаше и добри работи, имаше и своји грешки. Добрите работи треба да ги продолжиме, грешките да ги поправиме. Една од грешките беше што во последните години партијата реши да на одредени медиуми или емисии не се појавува, вклучително и вашата, како што споменавте. Јас мислам дека е тоа грешка и сакам со личен пример да покажувам дека тоа треба да се менува и на сите оние кои што сме ги бојкотирале, вклучително и вас, се извинив затоа што сметам дека е тоа грешка, а кога ќе сгрешите, доблесно да се извините. Еве ви се извинувам и вас. Мерси боку, не ми беше тоа намерата, ви благодарам. Јас искрено го правам тоа. Ви благодарам, воопшто не ми требаше тоа ни на его, ни на емисијава, но доблесно од ваша страна, тоа повеќе за вас зборам. Океј, изминатиот период имав многу прашања. Предпоставувам дека и многумина од вашите колеги не сакаат да дојдат затоа што прашањата беа многу незгодни. Но не можам вас да ви ги поставам затоа што тие беа наменети за Мјалков, за Груевски и така натаму. Не можам да ве прашувам, они веќе се низ правниот систем токму да одговараат на тие прашања кои ги
кои ги ме засегаа во тој период и претпоставувам дека не можеби неќе има или така натаму, можам само да шпекулирам добар одговор на сето тоа. Она што можам вас да ве прашам е откако сте во опозиција, што се случува со ВМРО ДПМН. Вака ќе направам една мала ретроспектива последниве 6 месеци, сосема на кратко, не мора да навлегуваме во детали. Критиката најголема што беше е дека ВМРО ДПМН настапува меко, дека ВМРО ДПМН не се заложи доволно за низините членови, дури од комитетот кои како се вика централниот комитет, така не се извинувам, кои беа притворени, па за протестите, дека не учествувате на протестите, дека ги бойкотирате. Значи ова ви е еден пакет на прашања и една ајде да кажам дел од јавноста како ве перцепира и ве критикува, а која не е наклонета на кон СДСМ, како ве перцепира и ве критикува заради тоа однесување. Многу прашања беа. Да, па цел пакет вие прашувам прво за се поднос ова на ме тоа интересира. што Ја не сум тука да ве судам, Не, јас сакам да слушнам одговори. Поднос на тоа што прави ВМРО ДПМН во изминатиот период, ние како ново раководство сме некаде околу 5 месеци. Претседателот беше избран на крајот на декември, ние бевме на средина на јануари избрани како извршен комитет и потесно раководство. Во овие 5 месеци ќе беше нормално партијата да поминува низ еден процес на реструктурирање, беше долго на власт, потоа изгуби избори, во опозиција и тоа е еден нормален процес. За жал на Македонија се случуваат работи кои што се надвор од нормални, надвор од секојдневни и партијата сега паралелно вози условно кажано два процеси. Едниот е процес на внатрешно реструктурирање, преиспитување, градење на нови концепти и политики, пронаоѓање на грешките и од друга страна една сериозна критика на власта. Во однос на првиот дел пронаоѓање на грешките. Да, во однос на првиот дел ние направивме сериозни кадровски промени во партијата. Имаше генерален реизбор на претседатели на општински комитети низ целата држава. Понатака се смени раководството на партијата, беа променети структурите на комисиите, на стручните тела на партијата и сето тоа е еден долг процес и еден жив процес кој што јавноста не го гледа и не треба да го гледа затоа што е внатрешпартиска работа, но е работа која што ја прави партијата. Паралелно работиме на промени на статутот на партијата и ќе станеме прва партија која што ќе овозможи непосреден избор на партиски функционери со гласање на кутија внатре во партијата, со што ја носиме демократијата во партијата, што ни една друга политичка партија во Македонија нема храброст да го направи. Сега, за жал, сето ова е засенето од крупните случувања кои што ги има во државата и немавме, ќе беше убаво да имаме барем 6-7 месеци слободни, како би можеле да ја реструктурираме партијата и после тоа да излеземе и со луѓе, и со концепти, и со визија каде сакаме да движи државата, сега мора да ги правиме двете работи паралелно. Највише критиката иде работи морам уште малку да ве потпрашам за овој дел. Најголем дел од критиката е многумина бара и ве критикуваат, па и вечерва за гостување во овдека, нели, до вчерашни сојузници и така натаму и новинари кои биле со ВМРО ДПМН, ве буквално не можам да кажам ве напаѓа, туку плукање е тоа веќе, спуштено е прилично нивото. Но тоа доаѓа од една фрустрација затоа што ситуацијата што се случува во Македонија бара и од многумина очекува радикално однесување од страна, порадикален однос од страна на ВМРО ДПМН. Дали во партијата генерално сваќате дека радикалните решенија нема да донесат или се игра една друга поинаква игра која, како да кажам, каде што веќе ни е јасно дека една партија и силата на народот во држава не може да ја заврши целата функција, а да тоа не биде во некаков еквилибриум со меѓународната. Бидејќи има колеги кои вечерва ве прозваа, нели, кои викаат оставете Америка, оставете НАТО, оставете Европска унија, оставете се, ќе идеме со Русија и така натаму, такви некои работи кои Вака се. Поднос на дејствувањето на ВМРО ДПМН, тоа е помислено дејствување, не е стихино и не е случајно. Ние имаме одговорност како најголема опозициона партија да имаме обмислено дејствување и да знаеме барем 3 чекори однапред што ќе правиме, а не да ги правиме чекорите од денес за утре. Од денес за утре ми е дозволено на помали политички партии, политички маргиналци и така натака, и јас го почитувам и тоа.
Факт е дека секогаш кога ВМРО-ДПМН било на власт, ја штитело македонската држава и секогаш кога СДСМ е на власт, се случува обратното. Краток е на рекапитулар. 93-та година го сменија името од Република Македонија во ФИРОМ. 95-та година тоа го законија современата спогодба и го променија знамето на државата од сонцето од Кутлеш во ова знаме кое што го имаме сега. Понатака се вратија на власт 2002 година, направија територијална организација со кој што Вештачки, Струга, Кичево и Скопје станаа двојазични. Пак се вратија сега на власт, прават целосна двојазичност на ниво на Република Македонија, го менуваат името и националниот идентитет. Кога ВМРО-ДПМН било на власт, ништо од ова не се случувало, што е најдобар доказ и патоказ за македонскиот народ, дека кога ВМРО-ДПМН е на власт, се штитат националните интереси. Кога СДСМ е на власт, се распродаваат националните интереси. И јас сум свесен, и сите ние сме свесни, дека очекувањата од граѓаните се ние да се силно спротиставиме на ова. Се спротиставуваме, сме се спротиставувале и ќе се спротиставуваме, но исто така треба и граѓаните да се свесни дека никој не може против бројките. Дека 61 е повеќе од 48, колку што сме во овој момент пратеници, не јас лично, туку јас не сум пратеник, туку пратеници од ВМРО-ДПМН, а битката основна се води во собранието на Република Македонија. За споредба, имаме председател кој што е избран од ВМРО-ДПМН, гледате како се однесува. Да имавме председател кој што ќе беше избран од СДСМ, до сега ќе беше подпишан и закон за јазици, и промената на името, и промената на идентитетот. Што е најдобар доказ, не сакам ова да се свади како политичка реклама, но е најдобар доказ дека ВМРО-ДПМН на власт е вистинскиот одговор за грижите на македонците. Кога е ВМРО-ДПМН на власт, секако прави и грешки, имало во минатото, сигурно ќе ги има и во иднината, кога повторно се вратиме на власт, но никогаш немало стратешки грешки. Ние можеме до утре да ја критикуваме партијата за различни работи, но е факт дека нити Љупчо Ѓорѓиевски, нити Никола Груевски како премиери не го сменија името на Република Македонија. Името го сменија Киро Глигоров и Зоран Заев, тогаш заедно со Бранко Црвенковски Киро Глигоров. Нити едната, нити другата влада на ВМРО-ДПМН не дозволи нова територијална организација и прекројување на картите, туку Киро Глигоров за своите избори 94 година даде 150.000 државјанства на луѓе од Косово, потоа Бранко Црвенковски, Владо Бучковски и Хари Костов заедно со Радмила Штинска ја направија територијалната организација. Тие се едни многу едноставни споредби кои што покажуваат каде е СДСМ, а каде е ВМРО-ДПМН во однос на националните интереси, и можам да ви кажам дека ние како ново раководство на партијата сме спремни да продолжиме тој пат, и кога во еден ден ќе имаме можност да ја водиме државата, ќе се обидеме во рамките на можностите да ги зачуваме македонските национални интереси и да направиме ревизија на овие штетни договори кои што се случуваат сега, за кои што подолго во емисијата ќе зборуваме. Јас имам задоволство прв пат кај вас во емисија да го разглобиме договорот член по член, нешто што не е направено досега во јавност, за да слушнат вашите гледачи и да видат каков штетен договор е направен. Толку е лош и толку е штетен, што промената на името, кога ќе го слушнат сето друго, излегува дека е најмалата грешка која што е направена, затоа што такви катастрофални работи се направени, кои што човек не би можел да ги замисли дека некој би можел да ги подпише. За жал, ги подпишаја министерот Димитров и премиерот Заев. Тешко на оној кој не е партиски определен, а сака да ја дознае вистината, затоа што во овој момент се води еден паралелен слалом, додека вие гостувате овдека, премиерот гостува на друга телевизија кој ги избори па спротивните ставови дека ова го утврдило идентитетот, дека сега идеме напред, дека ова спас за Македонија и така натаму. Само ова, разликата меѓу мене и премиерот. Сакам само да влезете и да почнете, сакам да ја чујам ова, само сакам да искоментирам за премиерот. Анализата на разликата меѓу мене и премиерот е, видите било кој интервју, тој секогаш оди на празна маса. Јас секогаш доаѓам со хартија. Јас читам, тој зборува од памет. Кога се зборува од памет се лаже, кога се чита не се лаже, затоа што се чита, не се интерпретира. Премиерот, не можам да употребам друг збор, во однос на договорот лаже, затоа што тој не го има презентирано договорот пред македонските граѓани. Уште повеќе, јас го носам договорот во оригинал на англиски,
намерно се правени грешки во преводот на македонски јазик, тие кои што совршено го познаваат англискиот јазик можат да го увидат тоа, и јас и самиот анализирајќи го увидов, со цел да се манипулира македонската јавност, и после одредени реакции на јавни личности, владата побара да се направи нов превод на договорот, со цел да се коригирале одредени грешки во преводот. Тоа не се технички грешки или не се грешки терминолошки, тоа се суштински грешки кои што се намерно правени во преводот на македонски јазик, како би можела да се манипулира јавноста. Има многу шпекулации во врска со тој договор, ми стигнуваат некои мене анализи, вака било, онака било. Не прифаќам ништо затоа што оригиналот ни јас не сум го видел. Дали вие го имате оригиналот на договорот? Оригиналот и после ми се јават ви оставам копија. Добро. Значи пред мене е оригиналот на англиски јазик, јас имам поцртувано работи кои што се битни. Еве го за. Ова е оригиналниот. Може ли само да го видам? Да, полете. Благодарам. Само да го видам. Final agreement for the settlement of the differences as described in the United Nations Security Council Resolution 1993 Termination Inter-Accord 1995 преамбула и така натаму. Од каде ви е овој договор, извинете вака? Pardon my French. Договорот е декласифициран, односно веќе не е државна тајна, и успеав да го обезбедам од одредени пријатели. Добро, окей. Во однос на договорот... Значи, со сета морална и политичка одговорност тврдите дека ова што го коментирате е подпишаниот договор од Преспа. Апсолутно. Тоа ми сакам Во да однос ми и преводот на македонски јазик изработен од владата, не би влегувал сега во толкување на преводот, ќе ни земе многу време. Добро. Но за најбитните членови ќе го користам во коментарите и преводот, сакајќи да прикажам на кој начин се обидуваат и да манипулираат. Добро. Во однос на договорот, јас имам набележано 17 точки кои што се спорни. Ќе почнам една по една, секаде каде што има забелешки или прашања, спремен сум да објаснам како ја се гледам. Прво е самиот наслов. Вели, финален или крај, ова е слободен превод кој што го користам, финален или крајен договор за затварање на разликите, објаснети од Обединетите нации во резолуција 817 и 845, тие се резолуциите за прифаќање на ФИРОМ, и запирање на времената спогодба од 1995 година. Во овој договор, во членот 1, став 1, значи првиот член, првиот став, јасно пишува дека овој договор е конечен и по неговото влегување во сила се запира важноста и постоењето на времената спогодба подпишана помеѓу двете страни во Њујорк на 13 септември 1995 година. Да објаснам за гледачите ова што значи. Ова значи дека Македонија се откажува од пресудата пред Меѓународниот суд во Хаг од 2011 година, со која што пресуда највисокиот суд во светот, судот на Обединетите нации, пресуди дека Македонија е во право, а Грција не е во право, и дека Грција не смее да ја блокира Македонија во членство во Европската унија и во НАТО. Значи, нешто што беше тешко стекнато, нешто што беше на победа на нашата дипломатија, со еден подпис на Димитров, практично не важи и се шкрта, одлуката на судиите во Хаг веќе не важи. Тоа е првата работа. Втората работа е во однос на именувањето. Преамбулата почнува вака. Вели, првата страна или Еленската република, а во договорот кај нас се користи Грција, има огромна разлика помеѓу Еленската република и Грција, значи намерно го користа зборот Еленската република или Хеленската република, за да реферираат и на античкото минато, кое што кога ќе ги објаснувам другите членови, ќе сватат гледачите зошто го зборувам. Значи, во однос на првата страна се користи името кое што првата страна сака да си го одбере, а тоа е Еленската република, во однос на втората страна не се користи име. Значи, ние сме во целиот овој договор втората страна. Само втора страна. Втора страна. Не е тоа ФИРОМ, не е Македонија, не е Северна Македонија. Party или втора страна. Може ли да го видам? Да. Се извинувам. The first party, the Hellenic Republic, the first party and the second party. Стварно нема ништо друго. Нема. Значи, ние сме во целиот договор втората страна. Поголемо понижување не може да се случи на државата, и што ми рекле во одредени ситуации, тоа не е се... Не ме интересира за понижување, или нека ме понижуваат. Мене суштински ова, каде сум јас во овој,
Кој го потпишал? Која држава го потпишала овој договор? Еве на крајот овде пишува. Представник на втората страна во тоа што е потпишано Никола Димитров, министар за надворешни работи. Значи пишува само представник на втората страна. Дај го негов кадар, пошто немаме друго. Значи еве го. Ова е договорот, така? Точно. Представник на втората страна. Но овде стои представник на првата страна и Но представник на втората страна. Првата страна, како што ви кажав претходно, е дефинирана. Како Хеленик Репаблик. Точно. Да пишуваше кај нас втората страна во заграда Република Македонија е друга ситуација. Но кај нив пишува, за да има втора страна треба да има и прва страна, така? Ама што се последиците од ова? Семантика. Сега ќе има на Ајде, последиците. Одам член по член. Не би сакал да прескокам за да не се изгуби контекстот. Понатака. Во членот 1 ставот 3 под А се вели: официјално име на втората страна ќе биде Република Северна Македонија, кое што треба да биде уставно име на втората страна, треба да биде употребено erga omnes, го пишува зборот erga omnes, како што е пропишано во овој договор, а скратено име на втората страна ќе биде Северна Македонија. Значи, со подпишувањето на овој договор, ние секогаш и секаде сме Северна Македонија. Понатака вели: се менуваат кодовите на втората страна и тие од сега ќе бидат наместо МК, од сега ќе бидат НМ и НМК, односно Северна Македонија, Норд Македонија и НМК исто така Северна Македонија. Значи ние веќе нема више ни МК да биде. Нема МК, туку ќе биде НМ и НМК. Понатака. По мене најбитниот дел. Во членот, се уште сме на член 3, под Г, вели: втората страна ќе го прифати името Република Северна Македонија како нејзино официјално име. Во терминологиите кои што се внесуваат на членот 1 став 3, низ сите нејзини внатрешни процедури, кои што, значи, името ќе биде обврзувачко и неотповикливо. Binding and irrevocable. Значи, ние откако ќе го прифатиме, Заев и негови откако го прифатија Република Северна Македонија, тоа станува обврзувачко и неотповикливо, што значи дека теоретски утре да има уставно мнозинство од 81 пратеник, двотретинско мнозинство, во некој друг состав на парламентот, кој што би сакал да го промени името од Република Северна Македонија во Република Македонија, нема да може да го направи тоа, затоа што станува обврзувачко и неотповикливо и мора Грција да се согласи, да се потпише нов договор, да се истиот депонира во Обединетите нации, за ова обврзувачко и неотповикливо да се трне од овој договор. Понатака. Под прашање? Наболите. За да еден договор биде толку темелен и обврзувачки, треба кај нотар да биде однесен. Меѓународните договори, па и Букурешкиот договор, е потврден во Версај од сите светски сили. Така? Точно. И затоа не може Букурешкиот договор за разделувањето на Македонија додека не се собере. Овдека, кога се потпише овој договор, овде немаше ни представник на НАТО, овде немаше представник на Соединетите Американски држави, немаше представник на големите сили, а овој договор, освен што ние го верификувавме, не е верификуван никаде. А не да зборам да е верификуван во Обединетите нации. Добро е прашањето, одлично е. Отидовте на преодни и завршни одредби, ќе ги скоментирам, па пак ќе се вратам. Јас одам член по член за чисто да се добие контекст. Кој е проблемот во однос на ова е многу добро прашање кое што го поставивте. Прво, овој договор нема меѓународен гарант, односно, доколку една од двете страни го прекрши, или Грција или Македонија, нема сила која што може да го поправи тоа. И второ, овој договор, за разлика од други договори, не пропишува негово престанување. Значи, толку лош договор подпишале нашиве, сите кои што разбираат меѓународно право ќе го разберат ова,
толку лош договор подпишале, да не преговарале, веројатно подобар договор ќе имаше. Иначе, согласно моите информации, преку 60 меѓународни експерти по меѓународно право и светски врвни адвокати биле ангажирани и платени од Грција да го изработат договоров. Зборувам за најдобри светски адвокати и експерти по меѓународно право. А од наша страна бил ангажиран само еден таков експерт. Значи, 60 на 1. И затоа имаме ваков договор каков што имаме. Дури вака, малце да бидам ироничен, и уште нешто плюс да ставеле грците, Заев и Димитров ќе ја подпишеле. Продолжувам понатак. Ќе се прави притисок врз бизнис заедницата да почне да го користи новото име. Затоа што приватните бизнеси не се поврзани со државата, но вели во договорот, едни така убави зборови, вика, ќе се охрабрат бизнис заедниците искрено да почнат и во добра волја диалог со цел користење на новото име во контекстот кој што е предвиден овдека. Понатака, во однос на обврските. Овој договор има еден сет на обврски за Македонија и само една обврска за Грција. Обврските за Македонија се многу, обврските за Грција се само една по однос на членство во НАТО и во Европската Унија. Кратко ќе ги прочитам. Вели, по подпишување на договорот, страните треба да ги преземат следните чекори. И сега слушајте колку пати ќе кажам втората страна, односно Македонија. Втората страна треба без одлагање да го... Не е ни Северна Македонија. Не. Секаде во договорот се пишува втората страна. Јас го читам договоров како што ја напишам. Само на едно место се спомнува како треба да ни биде името Република Северна Македонија и тоа е и после тоа се оди втората страна. Втората страна. Значи јас не го кажувам како што мене ми се допаѓало или не, туку читам. Затоа реков разликата меѓу мене и Заев е што тој интерпретира, јас читам. Значи вели втората страна без одлагање треба да го поднесе договорот во нејзиниот парламент за ратификација. Под Б. По ратификацијата на овој договор, парламентот на втората страна, значи од Собрание на Република Македонија, стана Собрание на втората страна, треба да информира првата страна дека нејзиниот парламент го ратификувал договорот. Втората страна, сега ова е многу битно, ама ќе го објаснам подолу, вели, втората страна, доколку така одлучи, ќе одржи референдум. Но ќе ми дозволите ова да го коментирам за некои 5 минути, за да не го изгубиме контекстот. Но повторувам, втората страна, доколку истата така одлучи, ќе одржи референдум. Понатака, втората страна ќе пристапи кон уставни амандмани, како што е предвидено во овој договор. Понатака, втората страна треба да ги заврши сите уставни амандмани in toto на латински до крајот на 2018 година. Значи, до крајот на 2018 година ќе имаме променет устав. И по известувањето страна на втората страна за завршувањето на сето ова горе споменато, вклучително и уставните измени, и сите внатрешни правни процедури за влегување во сила на овој договор, првата страна ќе го ратификува договорот. Значи, од вкупно 6 обврски, 5,5 се за Македонија, пола е за Грција. Значи, Грција ќе го ратификува овој договор само и откако ќе биде кај нас се завршено, а тоа е ратификација и уставни измени. И се поставува логичкото прашање, што ако во ноември или декември владата на Ципрас не обезбеди мнозинство за ратификација на овој договор, а ние сме го промениле уставот како држава и истиот, како што кажав, е обврзувачки и неотповиклив. Значи, ние можеме... Значи, кога Грција ни стави вето во 2008 година, окей, ни стави, а вето тоа е тоа. Сега ќе се промени уставот, ќе се прекрсти државава, ќе се смени националниот идентитет. Заев лаже дека е гарантиран националниот идентитет, затоа по членовите ќе имам надолу исто така ќе објаснам. А може многу лесно да се случи да му падне владата на Ципрас или ја нема мнозинство, демократија е, парламент е и така натака, и да не го ратификува договорот, и таа пола обврска која што имаат согласно став 4 од членот 1 да не ја реализираат. Што во тој случај ние ќе си го смениме името, ќе ги направиме сите промени што ги сака Грција и ќе извисиме. Односно ќе извиси државата. Реално
постои шанса тоа да се направи? Па ако треба да се обложам, мислам дека е голема веројатност. Зошто би го направила тогаш тоа Грција? За да дополнително ја понижи Македонија. Зошто го направи во 2008 година? Што и се исплати не за понижување. Видете, Во реал политика понижување ми е чуден збор. Тоа е Facebook муабет. Не, јас Перо го навреди Јанко и така натаму. Но што они конкретно ќе добијат? Кому ќе му иде у корист Македонија да не влезе во ЕУ и НАТО? Зошто на Грција би било од корист да не влезе во ЕУ и НАТО? Јас долго ја следам грчката и политика и историја. Факт кој што можеби не е толку познат во македонската јавност е дека Илинденското востание е пред се антигрчко и антипатриаршиско востание, а дури после тоа е востание против Отоманската империја и затоа најголем дел од слободните територии биле во денешна Егејска Македонија. Грција има политика и филозофија на комплетна и толеранција, односно нетолеранција на сето она што не е грчко, односно грк по ген. Тие имаат два закони од 83 и 85 година, во кои што забрануваат влез во Грција и повраток на имот на сите оние кои што не се грци по ген. Јас за тоа зборував и во Советот на Европа, додека бев таму и како подпредседател и како... Грци по ген. Точно. Значи има два закони. Изгласани... Грци по ген. Точно, 83 и 85 во кои што велат дека доколку не си грк по ген, а си ја напуштил Грција во време на граѓанската војна 49 година, нити смееш физички да влезеш во Грција, нити имаш право да си го повратиш имотот. И затоа нашиве македонци кои што се избркани во време на граѓанската војна од 46 до 49 година, нити можеа да си отидат дома, нити можеа да си вратат имотите. За таа работа инициирав и во Советот на Европа реформи во рамки на функционањето на Советот на Европа. Тоа овозможи да се отвори мониторинг во Грција, во моментов е Грција под мониторинг и заклучоците кои што ќе бидат од тој мониторинг ќе бидат задолжителни за Грција. За жал, во овој состав не сум пратеник, па не можам директно да притискам за таа работа, но тоа е една работа која што се случи. И еве директно да одговорам и на пред да продолжам да ги коментирам членовиве и на овие кои што не гледаат. Имаше доста спинови во однос на една моја изјава која што ја дадов некаде на крајот на јануари, кога кажав дека потребно е достоинствено решение во однос на спорот со Грција. Достоинствено решение значи не Македонија си го смени уставот, туку Грција да признае дека има македонско малцинство во незиниот северен дел, односно во Егејска Македонија. Достоинствено решение значи да се прифати дека има македонски јазик и македонски народ и нација, не како вештачка творба создадена од Тито во 45 година, туку како историски факт кој што има континуитет некаде до создавањето на македонската држава во античкиот свет. Тоа е достоинствено решение кое што ние за жал не го добивме. Заев и овие околу него медиумски барабани сакаат тоа да го спинуваат, но на крај работите излегуваат на виделина и го гледаме каков договор подпиша. Сега продолжувам со договорот. Вели, втората страна, пак оврски за втората страна, треба веднаш да ги информира сите меѓународни, мултилатерални и регионални организации во кои што е член или во кои што сака да стане член, дека прифатила ново име и да побара од истите да го користат новото име. Значи, доколку во некоја меѓународна организација сме примени под Република Македонија, сами треба да побараме да го сменат името во Северна Македонија. Да ги информира земјите членки на Обединетите нации за влегувањето во сила на овој договор и да побара да се користи новото име, што значи треба Заев сега да напише писмо до сите 134 земји кои што ја признаја оваа држава како Република Македонија и да побара од утре да ја викаат Северна Македонија, значи да се поплука сам себе и да се тури пепел на глава за она изјава која што даде не многу далеку, пред 2 месеци, која велеше дали има таква сила која што може да ја натера Америка, Соединетите Американски држави, да ја сменат својата одлука и веќе да не признаваат како Република Македонија. Истото се однесува и на Русија, истото се однесува и на Кина и многу други држави кои што не признале. Да, ама сите овие држави го поздравија овој договор. И го видете вака, само ова да го искоментирам и ќе го искоментирам и тоа. Значи сега Заев треба да прати писмо и да им каже: "Господа, вие бевте грешка, јас сам барам да не викате Северна Македонија." Во однос на поздравувањето, видете, кога двајца имаат
одредено недоразбирање, спор, кавга и така натака, тоа не ве засега вас директно. Ако слушните дека се договориле, што ќе кажете? Браво, одлично, честитки. Затоа што вие не навлегувате во суштината. Тоа и убаво кажа председателот на партијата Мицковски, кој рече: го знаете договорот со Северна Кореја? Не. Го знаете договорот со Камбоџа? Не. Ама ги поздравуваат и едниот и другиот, затоа што слушате дека се договориле. Еве, денес така што таа е генералниот секретар на Обединетите нации сите го поздравуваат, ако ние како држава, односно владата, вели дека договорот е во ред. Значи, ако му е на премиерот на државата во ред, не може и на председателот на Америка или на Русија или на Кина да не му е во ред. Продолжувам. Понатака. Многу битен дел. Повлегувањето во сила на овој договор. А иначе договорот по усвојувањето во парламентот е на рап на влегување во сила. Сите нови официјални документи, кореспонденција и релевантни материјали треба да го содржат новото име и придавката која што произлегува од истото. Во однос на валидноста на веќе постојните документи, овде се мисли на пасоши, лични карти, возачки дозволи и така натака. Значи, теоретски утре ако ходите да извадите пасош нов или возачка истечена вие или лична карта, веќе ќе добијате со името Република Северна Македонија. А во однос на валидноста на веќе постојните, има два транзициони периоди, технички и политички. Техничкиот се однесува на сите официјални документи и материјали од јавната администрација на втората страна за внатрешна употреба и оние за надворешна употреба. Истите треба да се сменат најдосна во рок од 5 години од влегувањето во сила на овој договор. Значи, пасошите важат 10 години. Ако теоретски некој извадил пред месец дена пасош, нема да може да го користи во рок од 10 години, туку на пола мора да го смени за да му дадат пасош со Северна Македонија или лична карта. Истото се однесува и на политичкиот транзиционен период. Ова е уште една замка каде што многу губи Република Македонија, тоа е следното. Вели, со отворањето на секое поглавје во преговорите со Европската Унија, ќе почне да се користи новото име. Во превод, отвараат поглавје за здравство, како го отвараат поглавјето, почнува Министерството да се вика Министерство за здравство на Република Северна Македонија. Но нема никаква гаранција за членство во Европската Унија, затоа што вели, при отварањето на поглавјето од Европската Унија, но истото не може да е подолго од 5 години. А за 5 години сите знаеме дека утре да почнеме преговори, нема да станеме членка, затоа што прв датум кој што е даден е 2025 година, што е 7 години од сега. Значи, ние и она што го кажува Заев, дека со ова добиваме членство во НАТО и во Европската Унија, е лага затоа што Грција не се обврзува на таква работа. Се одам на најбитниот дел за мене. Вели, и тука ќе го отворам и преводот на македонски јазик, за да практично ја представиме ова манипулација која што се обидуваат да ја направат со преводот. Вели вака, процедурите за итно усвојување на амандманите на Уставот на втората страна со цел на целосна имплементација на одредбите од овој договор треба да се случат по ратификацијата на овој договор во собранието или, значи се користи зборчето or, после ќе објаснам што значи тоа меѓународно право, по одржаниот референдум, запирка, доколку втората страна одлучи да одржи референдум. Во преводот се користи зборот постапките за брзо усвојување на амандманите на Уставот на втората страна со цел целосно спроведување од одредбите од оваа спогодба ќе започнат по ратификацијата на оваа спогодба на нејзиното собрание или по референдумот доколку втората страна одлучи да одржи еден. Што е она што е овдека Дај да ги исправам. спорно? Стоите, нека ги фати камерата. Да, едното и другото. Евете ги. Повели, коментирај го, Значи, камерманот ќе лови. Овдека користењето на зборчето or, односно или, сите кои што знаат меѓународно право, Прошири. знаат дека тоа е опционалност, односно изборност. Кога се користи зборчето или, тогаш значи дека оној или во случајов државата на која што се однесува, има право да одбере една од двете работи и една од двете работи може да ја исклучи другата. Кога се користи зборчето и или and,
Во тој случај, првата работа е поврзана со втората и мора да се случат двете. Да поедноставам за граѓаните. Со ова се дава можност на владата на Заев прво, воопшто да не одржи референдум, затоа што вели доколку втората страна одлучи да одржи референдум, значи може и да не одржи референдум. Понатака се дава можност да одржи референдум, но доколку резултатите од истиот се неповолни за владата на Заев, да истиот не го почитува, или да одржи референдум на кој што теоретски не би биле создадени условите за демократско изјаснување и исто така истиот да не биде испочитуван, затоа што Може да го видам преводот на ова го коментирате или ова го читате? Го цитирате? Си го гледам англиското затоа што оригиналот вие ова е македонското. Ова е македонското. Поцртаното со жолто. Не, ова за референдумов го вие цитиравте? Цитирав, еве уште еднаш ќе прочитам. Вели договорот. Која е доле? Поцртаното со жолто. Ова. Вели, договорот... Постапките за брзо усвојување на амандманите на уставот на втората страна со цел целосно спроведување на одредбите од оваа спогодба ќе започнат по ратификација на оваа спогодба од незиното собрание или по референдумот доколку втората страна одлучи да одржи референдум. Кај е трикот тука во преводот? Каде? Кога се користи или во англиска терминологија, ова или е доволно. Кога се користи во македонска терминологија по меѓународно право, треба две или, односно треба да пишува а со целосно спроведување на одредбите од оваа спогодба ќе започнат или по ратификација на оваа спогодба од незиното собрание, или по референдумот доколку втората страна одлучи да одржи референдум. Вака може да одлучи само у собрание да го без референдум. Значи, англиската верзија на овој договор значи дека со ова што го направија во собрание, сега претседателот нема да го потпише, ќе го вратат втор пат, ќе си го изгласаат вториот пат, со изгласувањето во собрание, овој договор е во сила. И после има... И без потпишување на претседателот? Не, откако претседателот нема да го потпише, согласно уставот, имаат право да го гласаат по втор пат. И по изгласувањето во вториот пат, насилнички, како што го тераа со законот за јазици, ќе го тераат и ова. Јасна е играта која што ќе водат. Но суштината која е тука? Суштината е дека има три опции кои што може да се ги бираат. Воопшто да не одржат референдум, иако јавно говорат секаде дека ќе има референдум. Може да одржат референдум кој што ќе биде незадолжителен или консултативен, како што вели Заев, иако тука е проблематично во однос на одредбите на законот за референдум, кој што нема да ги обврзе на ништо, или може да одржат редовен референдум, кој што може да испадне дали негативен, дали да нема цензус, има разни сценарија, и во тој случај пак тоа нив нема да им смени ништо, затоа што со користењето на ова или or, вака поставен овој договор се влегува во сила, што значи оние правници на грчка страна и експерти по меѓународно право, кои што го работеле овој договор, предвиделе дека македонскиот народ не се слага со овој договор. Предвиделе дека ќе има жесток револт. И предвиделе неуспех на референдумот и го направиле овој трик, кој што доброволно Заев и Димитров го потпишеа, а сега лажат и ја манипулираат целата јавност дека граѓаните ќе одлучиле. Согласно овој договор, граѓаните ќе бидат исклучени од одлучување, односно одлучувањето завршува кај Заев и кај Димитров, што по мене е кривично дело за кое што се надевам еден ден ќе одговараат. Предпоставувам дека затоа не се истрчувате вие како партија во овој момент, иако ве прозиваат, каков ќе биде вашиот став за референдумот. Ќе се бойкотира, ќе се искача да се гласа за, не и така натаму и така натаму. Значи се уште не е јасно прво каков ќе биде референдумот. Дали ќе биде обврзувачки референдум, како што го имавме 91 кога гласавме за Република Македонија, самостојна држава и така натаму, што по мене правно, де јуре и де факто, е име и презиме наше, не знам поинаку, па дури и она со југословенските, и тоа е де јуре и факто. Значи, тој референдум со тоа име веќе не ни важи. Идеме со нов кој, велите, може да биде консултативен, што значи, отприлика добро, ама у интерес на граѓаните да направиме ова. Ние да им кажеме. Затоа не се истрчувате да кажете каков ќе ви биде ставот партиски по однос на референдумот?
По однос на таа работа, ние, да не забораваме, имаме работа со човек кој што став не држи 3 дена. Че во мај месец даваше изјави дека нема да дозволи промена на уставот и дека да не пишувало на влада на Северна Македонија. Во јуни излезе и не убедуваше сите дека е тоа во ред. На почеток на јуни излезе и рече дека е договорено и Илинденска Македонија, за 2 сати од Грција долу го демантира. Значи ние имаме работа, не сакам да го навредам, Александар, но со нестабилен политичар, не нестабилен, лично нестабилен како политичар. Само завршам. ама и Во такви услови, неколку недели пред подпишувањето на договорот, дури и вие, како партија, бевте убедени дека нема ни да дојде до овој договор. Зошто немавте информации дека ова ќе се Вака да ви кажам. Дали меѓународната ние мислевме дека нема да дојде, затоа што мислевме дека со сите слабости кои што ги имаат и Заев и Димитров, ваква работа нема да подпишат. Очигледно сме ги прецениле, односно очигледно се работи за луѓе кои што сам Заев кажа си ја виткаат кичмата како треба, кај треба по потреба. Ја ваква работа не би разговарал, не би воопшто седнал да разговарам, камоли да земам мој подпис да стои за историјата. И само да го искоментирам ова, пошто поставивте суштинско прашање, не сакам да изгледа дека го одбегнувам. Значи, ние имаме работа со човек кој што менува ставови секој ден. Јас, ако треба денес да претпоставувам, или дури да се обкладам, јас мислам дека референдум нема да има, затоа што овој договор му дава таква можност на Заев, и затоа што не гледам ни една причина како повторно не би се го погазил својот збор, лесен е да измисли причина. Ама може да биде повед за радикализација на улица. Точно. Доколку сепак има, ќе одговорам во стилот на американскиот претседател Трамп, кој што во кампањата за неговите претседателски избори, кога го прашаја што ќе правите со Северна Кореја, Иран, Ирак, проблемот во Сирија и проблемот во Либија, дали ќе ги нападнете, кога, како ќе действувате и така натака, одговори, јас нема бидам како мојот претходник претседателот Обама, кој што 3 месеци однапред им кажуваше на сите на кој ден ќе ги нападне, со колку носачи на авиони, какво оружје ќе употреби и имаја време 3 месеци да се спремаат и да се одбранат. Јас немам намера, нити раководството на политичката партија која што ја представувам, 3 месеци однапред да му кажеме на Заев што ќе правиме, како ќе го правиме тоа и кои методи ќе ги користиме, како би му дале шанса и време да се спрема и да не спречи во истото. Но можам да им кажам на граѓаните дека тоа што ќе го направиме ќе е силно, толку силно што се надеваме дека ќе го спречи овој договор, односно ќе спречи влегување во сила на овој договор, ќе оставите другите работи да не им ги кажуваме пред време. Инаку, ова вака теза која што оди во јавноста е главно иницирана од едни кругови кои што ги главно комуницираат Заев и Верушевски, кои што вака изгледаат патриотски, силни и така натака, но имаат за цел да ја подријат битката против овој договор, односно имаат за цел... Парафразирај. Не, директно ќе кажам. Не, да те разберам, не мораш директно да кажеш. Значи, структури кои што се блиски до Заев и Верушевски имаат цел да создадат апатија кај народот, дека никој во оваа држава не е спремен да ги штити интересите на македонскиот народ и македонските национални интереси, дека се е договорено, дека се е продадено, дека се е однапред исценирано, дека за се има план, луѓето се да разочараат, да речат па овие по народна емисија ќе бидам директен, се исти ѓубриња, сите се исти, да кренат раце, да седат дома и да ги остават Заев и Димитров да си ја завршат работата. Ама се лажат многу и Заев, и Димитров, и Верушевски и компанија таму, затоа што на другата страна имаат работа со ВМРО-ДПМН, со чисто ВМРО-ДПМН, кои што не можат за ништо да го уценат, и ја да им порачам јавно, да не се мачат, со ВМРО-ДПМН нити имало, нити ќе има договор, и ВМРО-ДПМН поднос на оваа работа, нити планира да разговара, нити ќе разговара, нити ќе се договори. ВМРО-ДПМН на оваа работа се спротивставува и ќе се спротивставува, и ВМРО-ДПМН заедно со македонскиот народ ќе направи се оваа работа да не се случи, односно да не се имплементира овој договор, да не се роди условно кажано овој договор. Ние во моментов имаме состанок на извршниот комитет на партијата, јас по завршување на емисијата ќе одам таму, разработуваме неколку стратегии во стилот на претседателот Трамп, да не ги кажуваме 3 месеци однапред, но верувајте дека тие стратегии ќе бидат силни
и ќе направат многу за да се демонтира сето ова што се зборува. Ќе Да продолжам по договоров. Мораме да направиме, значи веќе 60 минути идеме. 60 минути идеме. Мораме да направиме една кратка пауза. Ќе забележиме до кај стигнав. Забележи до кај стигнавме, но одговори ми вака. Бидејќи дојдовме на пола, да не го оставам до крај. Одговори ми кратко и јасно, бидејќи ти го одговори тоа, ама ја морам да ти го поставам ова прашање. Дали ова што се случува сега е во ваша директна корелација со Заев? Дека се во ова е глумење, вие го рековте. Јас сега директно ве прашам. Дали има договор меѓу СДСМ и ВМРО ДПМН ова да се изигра? Вие као да глумите опозиција, а они да го и на крај да се истурка цела работа. Не да нема договор. Туку Заев не може да сонува за договор. И да му само што да му порачам да не ги троши парите од даношните обврзници кои што ги пере преку брат му и компанија за да плаќа одредени структури од општеството, дали се политичари, новинари и така натака, да ја шират оваа теза. Оваа теза, како и све друго, ќе демонтира времето. Како што времето него го демонтира дека се продал сам себе уште да стане пред да стане премиер, а велеше дека не се продал, така и ова. Со нас ни разговори, ни преговори нити имало, нити ќе има за оваа работа, нек си ја троши енергијата на друго место. ВМРО ДПМН упорно и цврсто стои на ставовите од својот почеток до денеска, дека е за ЕУ и НАТО. Точно. Поддршката од меѓународната част ја добиваше, част ја губеше во зависност од многу случувања, не само локални, туку светски. Дали се во ова, бидејќи обвинувањата токму од такви структури стигнуваат дека сте продолжена рака на Бели, кој Бели тера некоја политика која е повеќе deep state од што е вистинска американска политика, бидејќи ние реално имаме на вистина големи пријатели во Соединетите Американски држави. Утре се надевам ќе имам јавување од Аризона директно од представник на Републиканската партија кој отворено и дава поддршка на Македонија. Значи, уште едно прашање. Дали ВМРО ДПМН е под манипулација и контрола на меѓународната заедница за да игра вака како што се игра во еден овака сложен театар кој треба вистината на обичниот човек да му ја оттргне од пред лице. Просто верувајте дека народот влегува во секоја параноја. Ние сме, мислам дека доволно и возрастни и сериозни и како луѓе да било кој може да не изманипулира. Дополнително на тоа, знам дека ова што сега ќе го кажам некако нема се вклопи во другото, но ќе го образложам. Меѓународната заедница, јас не мислам дека било кого се обидува овдека да го манипулира. Напротив, Заев игра една многу гнасна игра и во однос на нив, и тие се свесни. Заев ги злоупотребува. Заев си ставил таму подпис дека оваа работа ќе ја заврши. Има кој оди на Халкидики знае вила, комшија знаат кој му е, знаат како ја договарал работава. И сега не знае како да го образложи тоа пред граѓаниве и вели ова го правам затоа што бара од мене САД, Велика Британија, Брисел, Европска унија, НАТО. Не. Тој ова го прави затоа што прво си доби амнестија 2 пати. Тоа што сите го гледавме јавно како бара мито само судиите и обвинителите не го видоа. И второ затоа што негде ветил, ама не ветил таму, туку ветил малце јужно овдека на некои 200 км, 250 км од студијаво во кое што се им. Така што таа манипулација и таа злоупотреба пак доаѓа од истиве кругови, кои што сакајќи да го оправдаат Заев, велат, ова е виша сила, овдека стојат големи центри, тие сите работи ги имаат наредено, ова си е работа на Заев. Имаше и пред Заев премиери, имаше виши сили и тогаш, но овие работи не се случуваја. Не можам оваа перцепција да ја добијам. Таква, ја не сум видел премиер да добие толку широка меѓународна поддршка како што е тоа Заев. Ама Јанко, директно со изјави од амбасадори, од ДЕУ, од НАТО, од СИД, ама буквално од сите. Да не зборам Сорос со кеш, со сево ова. Сорос е друга приказна. Сорос да отрнеме на страна. Нема врска со меѓународната заедница. Тоа си е, јас сум го критикувал многу, приватна индивидуа која што си има своји интереси, кои што се спротивни на интересите на Република Македонија. Во однос на и таму треба да има посериозна активност, но да не дефокусирам. Во однос на действувањето на Заев, ќе го повторам примерот. Двајца ваши комшии, не знам, во зграда живеете или во куќа, од втори и од трети да се караат секој ден.
и на крај да се смират. Што ќе им речете? Браво, комши, супер што се смиривте. Нема навлегувате како се смириле. Истото и овде се случува. Значи, работа за која што не бил спремен да потпише Груевски, Ѓорѓиевски, Црвенковски, Бучковски, Глигоров, се најде човек кој што е спремен да ја потпише, нормално ќе му речат во ред убаво што сте се договорили. Господин Николовски, извинете што ќе ми бидам и критичен и остар, ама испаѓа дека Зоран Заев успеа да ја сруши целата структура на ВМРО ДПМН, онака силна, волјата на народот сосема сам и така натаму. Зоран Заев ја зајакна структурата на ВМРО ДПМН, која што во овој момент имаше, ама пазете, посилно од било кога премиер, претходно. он е на власт, вака или така, он Ќе видиме на следните избори колку ќе е на власт. се што направи доби меѓународна поддршка. И впечатокот мој личен, а и на моите гледачи, е дека волјата на народот ја избриша. Да, вие може ќе добиете повеќе гласови. Може нема да добиете, може јас ќе се кандидирам, ќе добијам. Ама ништо нема да ми значи ако ја не добијам амин од одредени центри. Јас не мислам така. Мислам дека доколку граѓаните и дадат прецизна и силна поддршка на ВМРО ДПМН, не ја зависиме утре од ДУИ или од Алијанса на албанците или од ДПА за формирање на влада, тоаш никој ништо не ни може. Имала ВМРО ДПМН во минатото такви поддршки, кога ќе добиете сериозен број на пратеници, преку 60, Господ да слезе, не може ништо да ви направи. И обратно, кога ќе дојдете на 0-0, тогаш судијата одлучува дали ќе свири пенал во 93-та минута или нема да свири пенал. Ние сега овде се наоѓаме во ситуација каде што ни е потребна на поддршката од народот. Јас сум убеден дека имаме и тоа ќе се покаже на следните избори, а Заев ќе се заврши на темната страна од историјата. Видела и светската историја и идете ли Македонија. на терен? Како е ситуацијата? Да. Има ли незадоволство? Што се случува? Видете, ВМРО ДПМН е најдемократска партија во државава и ние стимулираме и поддржуваме да нашите членови говорат гласно. За разлика од СДСМ, каде што ако некој каже нешто спротивно од комунистите ми останато Бевте тоа. критикувани дека недемократски беше избран Мицковски. Па јас нема да се согласам со тоа, затоа што делегатите од цела држава гласаја, а по однос на демократијата ви кажав на почеток на емисијата, со промените на статутот кој што ги работиме сега, ние ќе сме прва партија кај што членовите на кутија ќе избираат функционери, што е највисок демократски чин што може да го направи една партија, за разлика од СДСМ кај што Заев лично ги поставува председателите на општински. Малце дефокусиравме од договоров. Генерално интервјуто и покрај додатоците и зачините малце со Луд Буковец, од време на време се анализа на договорот кој Република Македонија го потпиша со Грција по прашањето за името. Во првиот дел идевме тие техникали што како ќе се спроведува прашањето за референдумот, а сега суштинските оние работи кои највише болат и предизвикуваат најмногу реакција во јавноста, а тоа е прашањето по идентитетот и она што сме. Точно, сега одиме за таа работа. Прво во повторно дам хронолошки, во членот 1 став 12 вели следно. Името и придавките и терминологиите кои што се однесуваат на членот 1 од овој договор треба да бидат вклучени во уставот на втората страна. Пак втората страна. Промената треба да се случи анблок со еден амандман. По усвојувањето на тој амандман, името, придавката и терминологиите ќе се сменат во сите членови на уставот. Што значи секаде каде што има Република Македонија, ќе има Република Северна Македонија, секаде каде што има македонски, ќе има Северно македонски. Што е промена на идентитет, спротивно од ова што го зборува Заев. Затоа што не вели само името, туку вика и придавката и останатите терминологии кои што се користат. Каде? Во целиот устав. Значи вели, по усвојувањето на тој амандман, името, придавките и терминологиите ќе се сменат во сите членови на уставот. Директно читам во слободен превод од договорот. Продолжувам. Да ми го преводот Понатака, додека читаш. Втората страна. Ти го читаш оригиналот. Да, еве го 13 гледајте Да, го. ти благодарам. 12 се извинувам, Добро. гледајте го. Понатака вели, втората страна ќе пристапи кон соодветна измена на нејзината преамбула, ставот 3, членот 3 и членот 49 во текот на процедурата за измени на уставот. Значи, што е овде проблематично? Покрај
промената на името од Република Македонија во Република Северна Македонија и секаде онаму во сите членови од Уставот каде што пишува македонски во Северно Македонски, ќе се смени преамбулата која што ја дефинира државноста на Република Македонија и да е најтрагично никаде во договорот не пишува како. Значи и веројатно има таен договор за тоа како ќе се смени преамбулата, кој што ќе е бонус изненадување кој ќе ја менуваат. Извини, дали знаеш како сега гласи преамбулата? Навистина не знам ја точно. Како не знам. Во преамбулата се повикува на историскиот континуитет на македонската држава, почнувајќи од Илинденското востание, од луките на Асном и така натака, да не ја цитирам цела. И ова ќе треба да го сменим. Да. Предпоставувам дека ќе треба да се брише и Илинденското востание за втората страна ќе пристапи кон усвојување на соодветни амандмани на преамбулата, член 3 за да знаат граѓаните што се член 3 и член 49. Добро. Член 3 се однесува на територијалната целовитост на Република Македонија, каде што пишува дека територијалната целовитост на Република Македонија е неповредлива и непроменлива, истата може да се промени со одлука на собранието со двотретинско мнозинство. И што ќе менуваме ние тука? Предпоставам дека ќе напише дека не може да се менува, што значи за век и веков да се пресече она историска, тоа не се вика идентизам, тоа се вика желба, историска желба на македонците и на сите кои што се бореле за Македонија, а се бореле за обединета Македонија. Не се бореле за Северна Македонија, се бореле за обединета Македонија. И членот 49, кој што се однесува на заштита на националните малцинства во суседните држави, каде што со овие промени веќе нема да смееме да ги штитиме, што значи дека она што јас го правев во Страсбург, каде што напишав писмо до сите земји членки и до председателот на мониторинг комитетот која барав општина Пустец да се задржи, Албанија донесе закон со кој што не смееше да има општина испод 10.000 жители, Пустец е 5.300. И јас силно се активирав, лобирав Советот на Европа да изврши влијание и притисок врз Албанија, да заради националната посебност на македонците општината се задржи и Советот на Европа го направи тоа. Значи има и друг начин. Димитров еве нека излезе, нека каже на едно место кај излобирал за ваква работа. Да, има една таква работа, тоа беше овдека. Ова беше вашето лобирање, така? Тоа е претседавањето во Страсбург на македонски јазик, а лобирањето е тоа последното. Така. Ова е што го лобиравте за за македонците во Албанија да продолжат да имаат своја Николовски општина. бара од ПССЕ да ја зачува единствената македонска општина во Албанија и таа беше зачувана. Точно. И После реакцијата. Сега ќе биде? Сега нема смеам да го правам тоа, затоа што ќе се промени уставот и ќе е кривично дело доколку го правам тоа. Значи, од една страна јас го правам тоа и ги штитам, од друга страна Никола Димитров и Зоран Заев го бришат. Па еве, нека ценат граѓаните кому, што и зашто даваат доверба. Одам на најбитното се. Малце забрзувам заради времето. Време имаш колку сакаш? Одлично. Член 7. Член 7, еве ќе ви го давам и вас на македонски да видите како е преведено. И член 8, двата се битни. Еве го едното, еве го другото. Имам подвлечено со жолто. Ја ќе те замолам копија да ми оставите ова за идните гости. Сигурно ќе сакаат да коментираат. Член 7. Став 1. Страните признаваат дека нивното разбирање на термините Македонија и македонски се однесува на различен историски контекст и културно наследство. Значи, ние не ќе престанам да велам ние затоа што јас не се слагам со ова. Значи, Заев и Димитров се слагаат дека Македонија и македонски имаат различен историски и културен контекст и наследство во Македонија и во Грција. Сега како го објаснуваат тоа? Кога се однесува на првата страна, се мисли на Грција, тогаш овие термини не се исклучиво ограничени на областа и луѓето кои што живеат во северниот регион на првата страна, се мисли на Егејска Македонија, туку исто така на нивните атрибути, како и хеленската цивилизација, затоа на почеток на емисијава реков внимавајте кои име го користат,
Значи не го користат Грчка, Грис, Грик. го користат Hellenic Republic, Hellenic. а нашиве фалсификуваат во превод и пишуваат Грција. И кога ќе го не, прочитате овде стои елинската цивилизација. Ама, тука е коректно преведено, ама на почеток не е коректно преведено, за не може да се врзи едното со другото. А целта овдека е да се врзи едното со другото. Значи, Толку интелигентно тогаш го смислили. Па ви кажав, 60 меѓународни експерти и адвокати го работеле ова грчки. Алал да име. Видете, ако го гледате договоров од грчка страна, Алал да име. и јас се слагам со вас. Значи, тие за нив Алал да направиле име. одлична работа и треба им се честита. Токму тоа сакам да го кажа. Алал Значи, да име на Козијас грците. и на Ципрас, да не бев јас македонец, да бев италијанец, ќе им честитав каква работа завршиле Так, за себе. во право сте. Продолжи. Сега, вели, уште еднаш. Вика, не се однесува само на ова со областа е многу битно заради следното во ставот 3. Само на областа и луѓето кои што се од северниот регион на првата страна, туку исто така на нивните атрибути, како и хеленската цивилизација, историја, култура и наследство, на тој регион од антиката до денешниот ден. Запамтете две работи од ставот 2. Од антиката до денешниот ден, три работи се извинувам, хеленската цивилизација и областа. Ајде да го споредиме сега со ставот 3 кој што се однесува на нас. Кога се однесува на втората страна, се мисли на Македонија, овие термини означуваат територија. Територија е еднаква на држава, а област не е еднаква на држава, област е нешто кое што може да се простира и на повеќе држави. Значи го ограничуваат македонскиот идентитет исклучиво на 25.713 км2, колку што е во моментов Република Македонија. Територија, јазик, луѓе и нивните атрибути со нивна собствена историја, значи се нагласува собствена, own, култура и наследство, значајно различни од оние кои што се однесуваат под член 7 став 2, се мисли на претходниот став. Значи, според тоа, Грција има право на наследство, историја и култура од антиката до денес. Не се ограничува само на собствената територија, туку вели целата област, а ние сме нешто вештачко според ова, кое што се создало на точно определена територија, која што се поклопува со државата, има собствена историја, која што е значајно различна од историјата која што се однесува од антиката до денес, малце покултурно напишано, Тито ве создаде. Овде она што ни го зборуваат како пропаганда пред се бугарите. Вие сте вештачка нација и имате вештачки јазик создаден од Тито. потврдено. Заев и Димитров го потпишале со малце покултурен речник. Добро. Понатака, вели. Втората страна признава дека нејзин официјален јазик. Што значи официјален? Ова е многу битно. Тоа значи дека утре, доколку нема македонска држава, нема веќе македонски јазик. А ние сме свесни дека има јазици кои што немаат своја држава. Има каталонски јазик, а нема Каталонија како независна држава, например. Добро. Значи, ние утре да влеземе во некој сојуз, нема веќе македонски јазик. А мора да ги гледаме договори унапред, може би за 200-300 години, ќе решат некои овдека да влезат во сојуз со некој друг. Значи, вели, нејзиниот официјален јазик, македонскиот јазик, е во групата на јужнословенски јазици. Значи, она што го вели Заев дека е гарантиран јазикот, не е затоа што велат дека е официјален, или, како што велат бугарите согласно уставот на втората страна, значи овде има поклопување, и е од групата на јужнословенски јазици. Значи, бугарите се во право кога викаат ова е крај на македонизмот. Па, за жал да. Тешко ми е да го кажам ова, но согласно ова што го потпишуваат Заев и Димитров, да. Страните исто така нотираат дека официјалниот јазик и другите атрибути на втората страна на ниеден начин не се поврзани со античката хеленска цивилизација, историја, култура и наследство на северниот регион на првата страна. Ова знаете што значи? Дека нашите кои што зборуваат македонски јазик, македонците кои што зборуваат македонски јазик во Егејска Македонија и на кои што им беше забранувано да го зборуваат македонскиот јазик, уште од диктатурата на војната хунта во Грција, па до денес се ставаја по затвори, им се одеше под прозори да ги слушаат дали зборуваат македонски јазик или не, сега со подпис на премиерот и министерот за надворешни на државата која што се вика Македонија, веќе не смеат да го користат јазикот. Тоа значи ова.
И затоа на почеток на емисијата реков, кои ќе го слушнат Не знам, ова ќе ми треба дополнително. граѓаните. Мислиш дека нема да можат, Веќе ви го прочитам уште. нема да можат, Вели. чекај, Ќе ви го нема да објаснам. можат, на пример, Втората страна. егејците нема, македонците од егејскиот дел на Македонија не ќе смеат да говорат. Доколку говорам на македонски, ќе треба да велат дека говорам на нашки, како што за жал велат сега заради Северно забраната, а нема да можат да велат дека говорат на македонски, затоа што македонски согласно член 7 став 4 е само официјален јазик на Република Македонија, односно согласно договоров Северна Македонија, и истиот на ниеден начин не се однесува на античката хеленска цивилизација, историја, култура и наследство на северниот регион на првата страна. Северниот регион на првата страна е Егејска Македонија. Значи јазиков не се однесува на Егејска Македонија. Чија историја од антиката до денес. Е поврзана, точно. Тоа значи ние сега сме измислени. Она што го кажав претходно, со малце покултурни Не знам, зборови се потврдува вие сте вештачка нација и вештачки јазик. Продолжувам понатак. Член 8. Сега членот 8 што е? За да не е само зборови, грците направиле член во кој што ги материализираат работиве, затоа што вие можете што сакате да потпишете, ако нема начин како ќе се реализира тоа, е празно слово на харти. Сега слушайте како ќе И го тоа би реализираат. било прилично лукаво. Ги навлекуваш, ги натеруваш да потпишуваат, те оставаат, ама ние пак трај со некои троштина да Сега, отидеме. за да нема трај прај, си го ставиле членот 8. Што вели членот 8? Вика вака, став 2. Во рок од 6 месеци, значи јасен рок ставаат, по влегувањето во сила на овој договор, втората страна ќе го разгледа статусот на спомениците, јавните згради, значи изгради, и сите инфраструктурни објекти на нејзината територија, и доколку некој од нив на било кој начин се однесуваат на античката хеленска историја или цивилизација, која што представува интегрална компонента на историјата, на историското и културно наследство на првата страна, треба да преземе соодветни мерки за корекција, кои што треба да го адресираат ова прашање и да овозможат почитување на прикажаното наследство. Значи во рок од 6 месеци преводот вели влегување во сила спогодба, втората страна ќе го приспита статусот, ја преводот го читам, спомениците, јавните згради, инфраструктурата на нејзина територија, доколку истите на било кој начин упатуваат на античка елинска историја и цивилизација, што представува составен дел од историското и културно наследство на првата страна, ќе преземе соодветни корективни действија со цел делотворно да го разгледа прашањето и обезбеди почитувањето на таквото наследство. Значи, се што нив ќе им се види, ние да напишеме дека е ова грчка цивилизација. Тоа го толкува Заев, јас ова го толкувам дека ќе треба да има отстранување. Например, на порта Македонија носи од Егејска Македонија, го има сонцето од Кутлеш, согласно ова, јас како го читам ова, ќе треба да бидат во рок од 6 месеци отстранети. Па и символов на нашава телевизија. Апсолутно. Но продолжувам, има се уште. Значи ова не е се. Тоа е член 5. Не, продолжувам член 8, став 3. Став 3. Втората страна не треба повеќе. Нема повторно овде вика. Добро. Оригиналот е не треба повеќе. Not use again, in any way, на било кој начин и во сите нејзини форми, да го користи символот прикажан на нејзиното поранешно национално знаме. Значи, се забранува секакво користење на сонцето од Кутлеш. Во рок од 6 месеци, да, точно, за тоа зборувам. Во рок од 6 месеци, се уште сте во рокот од овие 6 месеци, од влегувањето во сила на овој договор, втората страна ќе пристапи кон отстранување, ремувал на македонски значи отстранување. Да ми е 11-та страна. Во тројката, тука треба да гледате, ќе пристапи кон и се 11-та страна ми треба. Ете. Благодарам. Отстранување на символот истакнат ќе пристапи кон од сите јавни места и од јавна употреба на нејзина територија. Археолошките артефакти не спаѓаат во опфатот на оваа одредба. Но јавни места, на пример, јас сум од Охрид, знам неколку цркви каде што го има овој символ. Цркви се јавни места, не се археолошки наоѓалишта.
Значи, ние сега треба да влеземе во црквите и да копаме. Односно, Заев и Димитров, еве да не користам ние, ќе треба да влезат во црквите и да копаат, согласно ова што самите го подпишале. Продолжувам, се уште има. Секоја страна има два многу интересни зборови употребено, а јас се ги објаснам. Треба да ги следи препораките на Конференцијата на Обединетите нации за стандардизација на географските имиња, поврзани со употребата на официјалните географски имиња и топоними на територијата на другата страна и да дава приоритет на употребата на ендоними наместо екзоними. Ево преведам на македонски, вака пошто убави зборови си. Значи ни рекоа да смееме да користиме ендоними наместо екзоними. Екзоними значи? Ај ендоними прво. Ендоними е официјално име на било кое место. На јазикот кој што е официјален во таа држава. Например, ние го викаме Белград, србите го викаат Београд. Ендоним е Београд, екзоним е Белград. Ова значи дека ние нема да може да користиме Солун, туку ќе треба да користиме Тесалоники. Нема да може да користиме Кукуш, ќе користиме Киклис. И сега што е тука нетрагично? Белград, Београд од секојаш било така. Овде промената е вештачки правена со закони кои што ги има носено грчката држава помеѓу двете светски војни и по Втората светска војна по протерувањето на македонците, каде што до најмало местенце му е променето името, каде што не можеле да измислат име, го користеле македонското име, само додавале придавка грчка за да се смени карактерот. Како србите ќе ги натерат Солун да не го викаат Солун? Србите ќе си го викаат Солун, ама македонците ќе го викаат Тесалоники согласно овој договор. И што е најтрагично со овој договор, и во делот на употреба на јазикот, односно забраната за употреба на македонски јазик во Егејска Македонија, и во делот на користењето на имињата на топонимите и географските одредници, Македонија, односно Заев и Димитров, се согласиле со експанзионистичката грчка политика и им се подпишале. Продолжувам, има уште. За да не е ова пак празно слово на хартија, слушајте што ќе прават. Во рок од 1 месец, значи тоа може да биде уште месец август, по подпишувањето на овој договор, односно договорот ако се подпиша, значи тука не вели ни постапувањето на сила на овој договор, по подпишувањето. Договорот се подпиша на 17 јуни, значи до 17 јули треба да биде формирано ова што ќе го прочитам. Страните ќе воспостават врз основа на размена на дипломатски ноти заеднички интердисциплинарен комитет на експерти во однос на, внимавајте, историја, археологија и научни прашања, за да ги разгледа објективните научните интерпретации на историските настани, базирани на автентични, врз основа на факти и научни историски извори и археолошки наоѓалишта. Со други зборови, комисија која ќе проценува што треба да се менува, што треба да се... Цело ќе го исчитам. Вели, работата на комисијата ќе биде надгледувана од министрите за надворешни работи на страните, значи од Димитров и Коцијас, во соработка со други надлежни национални авторитети. Истата треба да бара соодветна ревизија на било кој школски учебник или школски помошен материјал, како што се мапи, историски атласи и други научни материјали, кои што се во користат во некоја од страните, во согласност со принципите на УНЕСКО и Советна Европа, и на тој начин комисијата треба да воспостави јасен таймтейбл, односно временска рамка, која што треба да осигура дека било која од страните во нејзините учебници или помошни материјали во употреба една година по подпишувањето на овој договор нема да содржат било какви иридентистички или ревизионистички референции. Да преведам. Следната школска година, не оваа сега што почнува од септември, другата, ќе треба да бидат сите учебници по историја и по географија променети и да се избрише се што не е на територија на денешна Република Македонија, затоа што ќе се смета за иридентизам и ревизионизам. Значи, нема смеат децава наши да учат дека Гоце Делчев бил роден во Кукуш, дека ВМРО било основано во Солун,
дека светите Кирил и Методи се родиле во Солун и оттаму ја почнале својата активност, дека Чакаларов водел востание во Костурско, дека имало граѓанска војна во Грција, дека имало балкански војни на тој дел и така натака и така натака. Сето тоа ќе треба да биде променето во рок од една година, односно со следната школска година, што става печат на претходниве работи кои што се однесуваја на употребата на јазикот и кои што се однесуваја на употребата на топонимите, што според мене е најголемиот проблем во овој договор, затоа што, финализирам, комитетот ќе се состанува редовно, најмалце 2 пати годишно, ќе поднесува годишен извештај за своите активности и препораки, кои што ќе бидат усвоени од Високиот совет за соработка, кој што ќе биде воден од двајцата премиери. Јасно. Значи, оваа книга која што ја покажавте, ќе треба прво да ја пуштат да ја одобрат Заев и Ципрас, па после би се испечатила или не. Значи, тоа е она цивил што најави дека од сега натаму ќе лови говор на омраза, ова ќе биде ставено во идентизам и говор на омраза. Точно. И секој што ќе збори за... Те молам, иди сега во интерес на времето, сакам повеќе да го образложиме делот за идентитетот. Дали, значи, она прашање кое го поставуваат гледачите, а до кои сами дошле до заклучок, е дали ќе бидеме ние македонци, северно-македонци или граѓани на Северна Македонија? Трите. Значи, јасно пишува во Вау, договорот. сега ме убиу да ти кажам, ова клизачи беше. Очекував да ми кажеш нешто ова или она, ама сите три одеднаш. Што значи тоа? Сега ќе ви прочитам И да ми го преведо тако го имаш. За да не е толкување. Треба да се вратам назад во членовите затоа што одев член по член. Извини, вака, нема проблем. Вели. Веќе поминавме сат и 35 паса, а ова ми е најважното што сакам да го. Ова е Б. Појдете Б, гледајте го. Добро. Став 1 под Б. Како е преведено таму? Ај прочитете го вие прво. Државјанство на втората страна ќе биде македонско Тука е големата лага. Граѓанин на Република Северна Македонија. Вака овде пишува. The nationality. Значи, сите кои што знаат англиски, Стани да зумираш. Кажи го. знаат дека nationality не е граѓанство. Граѓанство е citizenship. Тоа е овдека. Да. Тоа Ова се е тие преводот? манипулации со преводот кој што ви кажувам. Добро. А преводот, овој официјално го симнав од Собранието на Република Македонија како владата го имаше доставено. Значи треба да го Тука се користи фатиш. државјанство. Покажи го овдека на Тука се оригиналот. користи државјанство, а тука се користи nationality. Еве. Добро. И ниједна манипулација не поминува. Во Иди Глеб на ова Димитров заокружената. објаснуваше дека nationality значило државјанство. Димитров беше амбасадор на Република Македонија во Соединетите Американски држави. За да бидете негде амбасадор, мора совршено да го познавате јазикот. Тој совршено познава англиски јазик и знае дека лаже. Значи, вели, Ама што значи ова македонско тире граѓанин на Република Северна Македонија? Значи државјанството ќе биде македонско. ма нема да е државјанството, тоа е проблемот. У преводов, едно е у преводов, друго е у Значи, ова. државјанство да го видам јас оригиналот. можам да бидам утре државјанин на Франција. Има процедура како се стекнува државјанство. И секако, Покажи ми го. Затоа што За кој зборим? не сум За ова. французин, јас ќе бидам граѓанин на Француската република. Но тоа нема ме направи мене француз. Нели ова се однесува, на пример, ние што се осеќаме како македонци да бидеме македонци, тире се остава простор Така лаже за. граѓанин за Република. Ја се извинувам сега, ја само анализирам, не лажам, ја само зборам на прва топка што ми доаѓа. Тоа е големата лага на Заев. Која што е спротивно на ова што е потпишано, ама има уште, не е само тоа. Да. Ако ми дајете. Значи, прво вика тука. Shall be Macedonian, коса црта citizen of the Republic of North Macedonia. И истото вика ќе биде регистрирано во сите документи за патување. Сега. Ајде да видиме дали во мојот пасош ќе стои Понатака. македонско државјанство. Јас претходно Чекај да го прочитав. видам ја мојот Еве пасош. сега ќе ви прочитам Случајно го повторно. носам. Да видам како ми е ставено. Да, ве молам, читај. Да.
Ќе продолжам, ќе се вратам односно на државјанство ми стои македонско Македонијан во моментов. во моментов. Да, сега ќе ви стои граѓанин на Република Северна Македонија. И сега премиерот вели дека сепак ќе ми стои ова. Што значи тоа македонско тире? Во моментов, ова што го читате вие, Не моју камера. Имам лични податоци. Манипулација која што исто така. Чити го, не си значи, камера. Државјанство не се преведува nationality, тоа ви преведувам. Тоа ви велам, државјанство се преведува citizenship. Аха. Што значи малце подолго е спремана работа. Она што го кажав претходно е дека со промената, сакам да го прочитам уште еднаш делот кој што се однесува на промената на уставот. Само момент да го најдам. Вели, став 1, точка 12. Името, придавките и терминологиите, кои што се однесува на став 1 од овој договор, ќе бидат вградени во уставот на втората страна. Измената ќе се направи анблок со еден амандман. По усвојувањето на тој амандман, името и терминологиите, значи не пишува само името, ќе се сменат во сите членови на уставот. Тоа значи дека секаде каде што е Република Македонија, ќе е Република Северна Македонија, секаде каде што е македонски и македонско и така натака, ќе е северно македонско. Еве јас една работа ќе кажам ексклузивно овде, затоа што горе-долу завршив со објаснувањето. Имам уште една работа која што е многу битна, за неотповикливоста ќе ме ставите на крај да ја кажам. Добро. Знаете дека имаше голем оптимизам некаде во месец мај, па после тоа имаше и Линденска Македонија, па тоа пропадна, па требаше да се слушна за една нела, па слушањето се одлагаше. Еве јавно фрлам ракавица до Димитров и до Заев да и прашам дали одлагањето беше затоа што грчката страна барала придавката да се користи секаде. Кога велам секаде, мислам на именување на сите државни институции, но и институции кои што не се формирани од државата. Како црква. Како црквата, како Македонската академија на науки и уметности, како спортски клубови, невладини организации и така натака. На почеток Заев и Димитров тоа не го прифатиле, но на крај го прифатија и го има во договор. Еве нека ме демантираат, ако не е така, а ја ќе ги демантирам со тоа што им го прочитам договорот. Значи, целта на Грција е целосно промена на идентитетот и на јазикот на овој народ кој што живее овдека, со цел, знаете која е нивната идеја? Тие велат, тоа е уште од Мегали идеја од Венизелос, кој знае малце историја го знае тоа. Тие велат, природната територија на која што живеат грци е Пелопонес, Епир, Тесалија и Македонија. На дел од територијата на таа Македонија дошле некои натрапници, Словени, во 7-8 век, се населиле, буквално ги чувствуваат како натрапници, и сега што ја прават, се населиле, тука се, ама тие нема ништо со таа работа затоа што се натрапници. Па овој го кажувате Киро Глигоров 90-ти години. Ние ништо немаме со Александровата Македонија. Точно, ама ние сме единствени кои што го задржале името. Ако сме немале, зашто би го задржале името? Овој договор ги легализира правно, затоа што ова е меѓународен правен договор, овие грчки тези кои што траат повеќе од 200 години и за кои што генерации и генерации македонци гинеле. Тоа направија Заев и Димитров. И последното кое што сакам да го кажам, кое што по мене е многу битно, иако е во завршни одредби. Член 20, еве ќе ви го дадам и на вас. Дај ми го целиот превод. Да, еве, погледате. Одете на член 20, тоа е на крајот, скоро на крајот. Точка 9, во член 20. Добро. Малце понапред. Не, понапред. Тоа е се техничките работи. Уште малце понапред. Другото. Добро. Ќе го најдам. Читајте го.
Член, ете го член 20. Да. Одете на 9. Точка 9. Добро. Одредбите од овој договор ќе стапат во сила на неодреден период и време и се неотповикливи. Никакви измени на овој договор содржани во членовите 1, 3 и 1.4, ова се однесува на име и националност, не се дозволени. Значи, овој договор стапува на сила и важи на неодредено време, значи за секогаш, и истиот не може да биде отповиклив, односно е irrevocable, се користи на англиски, односно е неотповиклив. Во меѓународно право вакво нешто? Вакво нешто, мислам дека ова ќе се учи во учебници по меѓународно право, затоа што не верувам дека има повеќе од 1-2 случаи. Значи е неотповиклив овој договор. Значи го потпишаја и сега не може да се отповика договорот. Тоа успеа да го обезбедат грците за себе. По 10 вели дека оваа спогодба ќе биде регистрирана во секретаријатот на Обединетите нации во согласност со член 102 од Повелбата на Обединетите нации веднаш што влезе во сила, што значи ќе се ратификува во Обединетите нации. Ова се работите кои што ја сакам вака ексклузивно да ги споделам кај вас, кои што мислам дека ќе отворат една нова светлина на целата оваа работа и ќе покажат колку е ова еден капитулански договор и колку е договор кој што е најлошото нешто што можеше да се случи на Република Македонија и затоа ставот на ВМРО-ДПМН, а и мој личен е ваков каков што е, затоа што ова е национална катастрофа, а национална катастрофа не може да се оправда со никаков друг бенефит, без разлика колку е тој стратешки значаен за било која држава. Затоа што национална катастрофа е трајна категорија. Да не зборувам што вие се толку неспособни да не во НАТО, во 10 НАТО да влезат, економски ќе пропаднат, излегоја ве ги денес бројките, нема да успеат третина од буџетот да го потрошат, што значи главно градежништво и останати сектори, едно пола од работниците ќе ги избркаат од работа следниве месец-два. Толку ги бива за економија, ама тоа е друга тема, да не дефокусирам од ова, но поентата е дека ваков договор, ваква национална катастрофа, држави кои што војни губеле, не подпишувале. Да ги земеме ние договорите за капитулација на Германија во Прва и во Втора светска војна, или на Бугарија во Балканските војни, подостоинствени се од ова што го имаат Заев и Димитров подпишено. Велите дека постои начин ова да се спроведе? Што ако, например, се смени власта, вие дојдете на власт и не ги спроведувате овие? Што ќе се случи? Ние не само што нема ги спроведуваме, туку ќе, ако грците ангажираат 60, веројатно ние ќе ангажираме 120 меѓународни експерти, значи само правна битка може ова. Затоа што за оваа работа нема ни цена, нити пари треба да се штедат. Има места кај што треба да се штедат пари, но не за ова. И ќе се обидеме да направиме ревизија на сето ова. Затоа што ако добри правници ова го напишале и добри експерти по меѓународно право, уште подобри правници и експерти по меѓународно право можат да најдат одговор на целата оваа работа. Значи луѓето да не ги фаќа очај. Па јас кажав и на почеток на емисијата, секогаш кога ВМРО-ДПМН е на власт, работи во интерес на Македонија и македонскиот народ, сме го докажале тоа и ќе го докажуваме. Но Обединетите нации, севкупната јавност, не ми идете само со она, комшиите ве чуле дека се смириле, па ви честитале. Го поздравија овој договор. И добија несмислена, недвосмислена поддршка на ова што е подпишано и направено. Уште една работа, ќе кажам ексклузивно. Како после сево ова, ќе убедите јавноста, пупу, не се важи, ние 10 години чекавме, ние не успеавме да направиме договор, Македонија сега ќе влезе во НАТО и што ти ја знам, Боријан Јовановски објави, готово 30 членка сме. Како ќе успееме повторно, ќе излеземе крајно несериозно, ние со секој менување влада, да имаме радикално менување на не политички дискурс, не знам како да го кажам, национален, идентитетски. Кажавме доста ексклузивни работи во оваа емисија, ќе кажам уште една провокација до Заев и до Димитров. Јас сум убеден, а не само што сум убеден, туку имам информација, дека да запнеле Заев и Димитров, промена на уставот немало да има. Затоа што комплетно или биле
уценети од грчка страна или ја промашиле проценката, од причина што како се развиваше работата и како се создаваше вештачки една позитивна атмосфера на очекување, многу актери од меѓународната заедница станаа свесни дека доколку нема договор ќе има големо разочарување на двете страни. И биле спремни и се организирале, ова ми се извори од сериозни држави, да вршат сериозен притисок врз Грција, да прифати да нема промена на македонскиот устав и да нема чепкање во идентитетските прашања. Но тоа не го направиле, затоа што Заев и Димитров го подпишаа ова и не побарале таква работа. Еве нека ме демантираат ако не е така. Председателот Иванов беше категоричен дека... Значи, само да заклучам овде. Да? Тоа значи дека ние да имавме способен премиер и министер за надворешни работи, може би пак ти имаше договор, ама ти беше многу подобар од овој. Заради контекстот кој што се зошто претходно овие 10 години не успеа ВМРО да помине? Од две причини. Првата причина е што ВМРО ДПМН никогаш не се слагаше со капитулантски договори, кои беа нудени лоши договори, како овој, а втората, во однос на меѓународната заедница, имаше констелации кои што ние не смееме да ги заборавиме. 2008 година се случи што се случи. После тоа почна светската економска криза, каде што Соединетите американски држави имаа главоболки дали ќе им обстои автомобилската индустрија и воопшто индустријата, и имаа главоболки дали ќе обстанат како држава, не ја се занимаваат со Македонија или со Грција. Како заврши таа криза, почна европската должничка криза, па како заврши таа криза, почна бегалската криза. Овие 2 години, за жал во моментов за среќа на Грција, затоа што тие искористија, се први 2 стабилни години после 11 години на светска сцена. И клучните светски луѓе може да се посветат на ова. Неспособност и крај на материзам или можеби уценетост на Заев и Димитров е што не го искористија тоа македонска полза. Председателот Иванов цврсто застана дека нема да го подпише, нема да го ратификува овој договор. Верите дека по процедура ќе го вратат уште еднаш и така ќе го стават на сила по второ гласање. Можат ли дали можеше тоа да биде сменето ако пратениците на ВМРО ДПМН дадоа оставки од парламентот и започнеа процес за предвремени парламентарни избори? Има ли некоја друга алтернатива освен оваа за да се спроведе ова? Видете, ние ги разработувавме сите сценарија. Знам дека кога некој гледа од страна му изгледат работите лесно. Тоа е како фудбал да коментирате, се актуелно е, па велите зашто не му подаде лево, му ја даде десно. Во однос на оставките, има 2 работи. Прво ќе објаснам политичката, после процедуралната. Треба да се свесни овие граѓаните кои што не гледаат, дека ВМРО ДПМН стоело, стои и ќе стои на браникот на македонските национални интереси, но да за го прави тоа, мора да е релевантна политичка партија. За да е релевантна политичка партија со која што ќе сакаат да комуницираат и меѓународната заедница, и исто така оние кои што внатре од државата ги носат одлуките, покрај политичките партии, истата мора да е институционална. Ние секогаш нашите активности ги носиме до работ, но никогаш не го поминуваме. Затоа што алтернативата е ВМРО ДПМН или да не постои, или да е во опозиција 15 години. А за 15 години и полоши работи од овие ќе направат, може и кантонизација да направат. Затоа што нас не ни се веруваше и ваква работа дека ќе подпишат, па подпишеа. Утре нема ни се верува кантонизација дека ќе направат, ќе ја направат. Час поскоро, не затоа што сум подпредседател на ВМРО ДПМН. Кантонизација го извади прв пат зборов вечерва овде. Јас мислам дека ако Зоран Заев и Димитров останат на власт, тоа е следниот чекор. Гледате, они сакоја игра играт. Нивната главна игра сега не е референдум или не референдум, договор или не договор. Нивната главна игра е да се оцрни ВМРО ДПМН, раководството да биде прогласено за радикали, затоа ни пуштаат луѓе да го фарбаат штабот, за да изгледа, иначе да кажам ексклузивно, се работи за членови на една навијачка група, спортска, од еден клуб финансиран од општина под водство на СДСМ. Кошаркарски клуб. А ако полицијата за 2 дена... Уште малце попрецизен вака. Колку можеш биди? Знам дека управни... кажав уште еднаш. Ја веќе ми е јасно. Се работи за членови на навивачка група на Кошаркарски клуб, кој што е финансиран од градоначалник
кој што е предложен од СДСМ. Доколку полицијата за 2 до 3 дена... Во Скопје? Да. Доколку полицијата за 2 до 3 дена не излезе со податоци, ние ќе излеземе со податоци и мораме ние да си преземеме чекори, затоа што треба да си ја штитиме партијата. Но, да се вратам на поентата. Заев сега и Димитров би биле најсретни да се ВМРО радикализира, да биде ВМРО исклучено од Европската народна партија, да биде ставено водството на ВМРО ДПМН на црна листа на Европската унија и Соединетите американски држави и тие овдека да си имаат пашалак. Ама тоа задоволство нема да им го овозможиме. Затоа игравте така силно на страна, па доживеавте и критики, бидејќи не знам како е лично на терен, но го чувствувам на социјалните мрежи. Се повеќе движења Русија, Путин, Македонија, спас, православие и така натаму, таа реторика. Некои маргинални мали партии и се подкачија, тие се и дел од протестите. ВМРО ДПМН не влезе во тоа, ниту сака да влезе. Имате ли некакви контакти, еве конкретно и со американците, како они реагираат спрема вас, како реагираат и Русија конкретно? Дали Русија има некаков интерес да овој договор успее или не успее и вис верса, Соединетите американски држави? Овие ни се двете најбитни земји кои ние ги муабе. Знам дека треба да ги разграничиме работите. Една работа е какви односи ние имаме со одредени држави. Втора работа е какви политички партии се формираат. Јас ги почитувам сите политички партии, секоја си има програма, ќе излезат на избори, ќе видат граѓаните што мислат и во тој дел немам намера да осудувам ни една политичка програма и ни една политичка партија. Тоа е слободен надпревар, секако доколку не се залагаат за тероризам или за уништување на државата, сето останато е слободен надпревар и јас почитувам желбата на секој политичар да си окаже своето мислење и да си побара подршка од граѓаните. Во однос на односите со најголемите сили, јас мислам дека ние мора да имаме односи со сите, но исто така, и стојам на тоа, сум го кажал и претходно, ние мора јасно да знаеме каде одиме. Ние сакаме да бидеме членки на Европската унија и на НАТО и тука не ја прифаќа манипулацијата на Заев, дека мора да подпишеме капитулански договор, да се одродиме, да смениме име, да промениме јазик и националност, да станеме членки на НАТО и на Европската унија. А што е алтернативата ако не влеземе? Такво членство нас не ни треба затоа што е тоа понижување, не е членство. Знам, алтернативата е да се развива. Премиерот уште 2008 го кажа тоа кај мене. Алтернативата е да се развива Македонија како што се развиваше во овие години. Македонија не да не пропадна, току имаше одлични економски карактеристики во години кои што ги споменав на 3 кризи: светска економска криза, европска должничка криза, мигрантска или бегалска криза. Македонија секоја година имаше раст. Минатата година, мирна година, нула раст. Оваа година, бројка која што првпат вечерва ќе ја кажам, реализација на буџет за првите 5 месеци треба да имаат 40%. Имаат 13%. Значи, буџетот не може да го реализираат, што значи дека ние сериозно ќе се соочиме со сериозни фискални проблеми, да не можат плати и пензии да се поделат некаде до крајот на оваа година. Уште го трошат, јас зимницата ја велам, уште ја трошат зимницата од времето на ВМРО ДПМН во економијата, ама зимницата привршува. Она со што го плашеа народот е дека алтернатива нема. Ако не влеземе во ЕУ и НАТО, албанскиот фактор, албанците ќе се радикализираат, ќе имаме Илирида, ќе го имаме Дзидот, што го заговараше и го спомнуваше Љупчо Ѓоргиевски и така натаму. Видете, тоа е исто така дел од пропагандата. Па и Љупчо беше дел од пропаганда. Видете оваа дволичност на Заев и на Димитров. Од една страна зборуваат за добри односи со албанците, нели бара нивни гласови и така натака. Од друга страна ги користи како главно плашило за да си ги оправда своите неуспешни политики. За ваков договор да се потпише, нити албанците му се криви, нити албанските политички партии, нити никој. Тој си го потпиша договоров, тој ќе си го носи, оправдување нема. Иванов, ако не го потпише договорот за 24 сати, овие можат импичмент да му покренат, а и беше најавен, зависно од референдумот. Не може, значи, јас не знам како Заев не свеќа дека јасно ми е на Балкан политиката е малце така мачо, победникот зема се и така натака, ама јас не знам како не свеќа дека струмичкиве финти
во Македонија не поминуваат, неќам стромичени да ги навредам, туку финтиве таму воопшто нешто ги правил. Не му поминуваат финтиве. Нека направи импичмент, ај да видиме дали ќе собери пратеници. Што не поднесе вчера, завчера, ден тако го најави. Значи во моментов претседател на државата, не затоа што е избран како предлог на ВМРО-ДПМН. Мене ми беше и професор и многу го ценам, јас бев дел од неговата генерација на политички студии, на многу добра генерација. Претседателот Иванов во моментов е единствениот човек кој што ја почитува заклетвата која што ја дал кога бил избран. А тоа е дека ќе го штити Уставот на Република Македонија. Тоа на овие кои што не го почитуваат Уставот им смета, но мислам дека ќе им се врати како бумеранг и правна одговорност тие ќе носат, а не претседателот Иванов. Господин Николовски, ја ви благодарам за гостувањето, ги исцрпев сите прашања и тука е некаде крајот на времето, бевме прилично обширни, ја ви благодарам заради тоа. Благодарам на поканата, задоволство беше. Мене ќе ми помогне во наредниот период овие детали кои ги изнесовте и ова со следните соговорници. Ми представува задоволство од име на телевизијата дека скоро сите поканети прифатија да дојдат, и премиерот Заев, господинот Геровски прифати во среда, ќе биде, знам дека тоа ќе биде доста интересно. И сакам да ги слушнам сите овие работи, а ќе ми помогнавте со тоа што ќе треба контрааргументи на ова што вие го изнесовте во емисија. Се надевам само да ги замолам, да ве замолам да ги замолите да читаат кога ќе ги даваат контрааргументите, не да измислуваат или не да можам ја никого ништо да натерам. Еве јас ги замолувам. Так. Како што јас читав и тие да читаат, да видиме кај сме. И го замолувам, мислам дека е пресериозна ситуацијава, ние имаме гледана емисија, платформата и не е важна, го поканувам и претседателот Иванов, се уште чекам повратен одговор од него. Се надевам дека ќе гостува, ќе има што да каже сега. Ќе има што да каже, не заради мене емисијава, телевизијава, затоа што народот му треба. Ја ова заради нив и го правам. Уште еднаш благодарам за вашето гостување. Благодарам на поканата и поздрав до сите кои што не гледа и да не се разочаруваат. Имала Македонија тешки денови, има и сега, но ќе дојдат и подобри и посветли. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание, лека ноќ и пријатно.